Добар ден! Во денешното видео ќе направиме една мала дискусија поврзана со тема од Библијата. Размислував денеска, добив некоја така една инспирација да нешто да покренам како здружение, нешто свое, за да можам да ги поттикнам младите луѓе кои што се најчесто под влијание на родителите и општеството, да бидат понезависни во духот, во вистината и во мисијата за која што се дојдени, бидејќи секоја човечка душа си доаѓа со одредена мисија, иако често нашите слабости победуваат во животот и некако општеството знае да не сврти во едни толку лоши патишта во кои што впрочем ја губиме самата смисла и мисија и се прилагодуваме на светот кој што е целосно изгубен и оддалечен од Бога и самата вистина. И свелам како јас можам да служам на Бога и да поттикнам што повеќе млади да влезат во вистината, во библиските вредности, но од друга страна и да ја остварат својата мисија со тоа што ќе ги разбудат луѓето, секој со својот повик и со својата мисија и она што го учи за кое што е дојден, без разлика дали е тоа право, медицина, не знам, информатичка технологија и така натаму. Нешто во кое што ќе од науката ќе извади слабости и ќе ги преточи слабостите на светот, односно во Македонија, за да може колективот, луѓето кои што немаат сознанија, да се разбудат и да се оттргнат од манипулациите кои што најчесто може да дојдат и од образовниот систем, и од институциите и така натаму. Во претходното видео зборував за моето искуство со така нареченото зло кое што владее од моите најблиски луѓе и учејќи 2 години магистар по клиничка психологија и запознавајќи се со таа наука подолго време, сватив дека впрочем таа наука има многу големи слабости и практично работењето на таа работа носи одредени многу лоши аспекти кои што луѓето не ги знаат и кои што несвесно и слепо веруваат, и ако некој не ги преточи, ние ќе живееме така со од генерација на генерација, не знаејќи дека впрочем ние сме на еден сосема погрешен пат. Која е таа грешка? Во овој случај, кај психијатријата, тоа што луѓето се духовно неосвестени, слепо даваат на здрави прави луѓе или на луѓе кои што малци им треба разговор и комуникација и поддршка, ги клукаат со апчиња и тие целосно одат во еден крив пат, само повеќе влегуваат во живиот песок на страдањето и безсмислата, нема правилно духовно упатување од луѓето кои што се во таа институција затоа што слепо веруваат на науката, и од трета страна и кога ќе излезат од таму ништо не направиле, само изгубиле време, биле здравствено дополнително уништени, станале зависни од апчиња, таблети и на крај пак ќе се соочат со истата точка и прашање заради кое што впрочем и дошле таму. И велам како јас можам јас сум, иако имам капацитет и способност да навлезам во секое поле, затоа што тоа ми е мисијата. Ретко кој го оди овој пат и затоа Бог ми дал доста, како да кажам, сестрано знаење, но и негов директен водич да можам да се спознавам со сите негативни аспекти на општеството. Меѓутоа, кога сме повеќе луѓе во целата оваа приказна, е многу помокна да се влие врз колективот. И затоа решив, вака да го дадам како идеја, како еден поттик и мотив, поготово кон млади луѓе, па не мора да се млади, било вие да сте и со кариера од 30-40 години, па сега на 50 години решите дека ќе пресечете и ќе се одврзате овој систем и вашето искуство ќе го преточите во позитивна насока, односно се она што сте го стекнале како лоши информации, лоши впечатоци од вашите искуства, да ги пренесете и вистината да ја пренесете на другите луѓе од аспект на тоа какви се негативни работи се случуваат во вашето поле на работење
или какви се лаги се пренесуваат на луѓето. Затоа што пред некој ден кога бев во една така неубава ситуација и решив Господе, што сака нека биде, макар најмногу да ми биде загрозен животот и да лазам по земја или не знам да ме стават во најтемното место затворена, јас ќе се борам за вистината. И отвори во Библијата и ми се отвори стихот, не знам сега кој точно беше, и вели бори се за вистината и Бог ќе се бори за тебе. И тука дојде како еден увид дека всушност ние мислиме со нашите мисли и стравови дека ќе има одредени последици ако ние се бориме за вистината, а впрочем е сосема спротивното, затоа што Бог се бори за нас и ќе ги направи и ќе ги спречи сите нешта да не заштити до онаа мера до која може, а кога не може, само кога ние влегуваме во злото и само кога ние се оддалечуваме од Бога или сме глупави и наивни и во одредени ситуации во кои што се бара мудрост од нас, а таа се стекнува преку читањето на Библијата и знаењето. Значи, кога треба да застанеме зад свој став или да бидеме мудри во одредени ситуации, да се прилагодиме некаде или да постапиме интелигентно, тогаш можеме самите да се заштитиме, а таа мудрост, интелигенција и увид го дава Бог во тие моменти, само ние треба да бидеме отворени за тоа. Само тогаш можеме да извлечеме, што се вели, жива глава од некои ситуации кои што може да бидат опасни, како што, например, во кои што се најдов јас и од што се правев многу паметна тогаш пред психијатрите. Оваа се прави многу паметна, не е добра, да ја пикнеме тука, да видиме што е проблемот со неа, да видиме која е диагнозата. Затоа што јас сум една личност која што се бори храбро за вистината и тоа некогаш е лошо во одредени моменти ако гледаш дека луѓето околу тебе не се освестени или треба да изиграш на еден помудар начин, ама тоа беше мојата лекција. Но окей, тука не сме за мене. Ако не сте го погледнале видеото за тоа што се случи, погледнете го, а следното видео ќе биде вистината за психијатријата и фармакотерапијата, така што ќе ви биде еден вовед за следното, а во ова видео сакам клучно да се фокусираме на Библијата, односно денеска ќе читам во Исаија 59 глава до крај, затоа што и тука има уште некои стихови кои што сакам да ги прочитам, затоа што тука најмногу отсликува како ние на некој начин сме оттргнати од Бога, од вистината, од друга страна како Бог ќе не заштити кога ние чекориме за вистината. Луѓето мора да разберат дека прилагодувањето на светот води кон грев и кога ќе го разберат тоа и кога храбро ќе ги надминат сопствените слабости во смисла на тоа да се надмине она што не ограничува да се избориме за себе, да ги поправиме нашите карактерни слабости, да се поправиме пред Бога и да тргнеме кон натрешниот повик кој што бара жртва и тоа не е лесен пат, апсолутно не е лесен пат, затоа што зборувајќи од моја лично искуство, ја знам колку пати сум била во искушение да се откажам, да го прекинам се ова, да едноставно нема смисла, да гледам дека колективот во Македонија е толку неразбуден и ниско свесен и толку замајан во политиката и во општествениот живот, што си велиш ова нема надеж, нема простор за промена. И затоа многу луѓе, огледувајќи се на тоа, го бираат полесниот пат или да избегаат од државата, или да се прилагодат, или не знам, некоја трета опција, која што впрочем е против Бога, затоа штом ние сме се родиле во оваа држава, во оваа нација, на ова поднебие, ние сме, нашата душа е со мисија баш на ова поднебие и таа мисија не секогаш е лесна
и како да кажам, едноставна, затоа што треба да се победиме себе најпрво во целиот тој процес и да се избориме да изградиме своја личност и свој став во целиот тој пат, за да можеме да го пренесуваме и знаењето и искуството, но и нашата идеја, а тоа не е лесно. Ја знам дека не е лесно затоа што тука бара и градење на самодоверба, голема верба во Бога, надминување на слабостите од аспект на тоа да се соочиме со авторитети, без разлика дали е тоа авторитетите од дома, родителите или авторитетите во образованието или во политиката и така натаму, затоа што се како функција е измислено и се како функција е ништожно реално, затоа што Библијата не учи дека материјалното и функциите се една општествена, измислена, како да кажам, алка во човештвото, за да на некој начин се воспостави одреден ред. Меѓутоа, ако ние авторитетот го гледаме како повисоко или поголемо од нас, тогаш ние стануваме идолопоклонци, а тоа е против Бога. И затоа целата Библија кажува дека јас сум со вас, немојте да се клањате, немојте да верувате слепо, значи одете со вистината, бидете кротки, добри, така натаму. Значи јас ќе го победам фараонот кај Мојсей, јас ќе те изведам на врвот, во случајот е приказната кај Јосиф кога беше продаден од браќата. Значи што кажува и дури во приказната на Јосиф имаше дел, нели, каде што он ќе биде десна рака и на фараонот. Значи тој не се кланяше, тој во тие моменти кога беше поставен пред фараонот, значи кога му се претеше буквално смрт за неговиот живот, тој остана, значи не се поклони пред фараонот и рече не, јас верувам само во и служам само на еден Бог, а тој Бог ми вели да не се спуштам и да не се клањам на други богови, без разлика дали сум пред смрт или не, и закана за смрт. Значи, тоа е тоа каде што Библијата нас научи дека ние, како човечки души, не смееме да подклекнеме пред било какви авторитети, без разлика од која и форма да доаѓаат, затоа што има дел исто во Библијата, каде што вели, мислам дека тоа беше во Евангелијата, каде што вели Исус, ако треба ќе се откажеш и од мајка, и од татко, и од брат, и од сестра заради мене. Значи, во името на вистината. Ако некој можеме да го гледаме од аспект на во името на Бога или во името на Исус. Океј, и двете се океј според мене. Затоа што сепак Исус е самиот Бог. Така што ајде ќе почнеме. Еве, токму на оваа страна каде што ќе читам, има многу убави аспекти кои што ќе се поврзат со оваа тема. Јас тука сум напишала едно ливче кое што секогаш ме потсетува и ме потсетува на луѓето колку се несвесни за злото, но многу е мудра. Во овој стих е извадок од Изреки 27:12 и вели умниот го гледа злото и го одбегнува, а неискусните одат невнимателно и биваат казнувани. Треба да внимаваме на злото во овој свет, затоа што злото е на секој чекор. Не смееме да се прилагодиме и да се откажеме од вистината и од борбата со злото само затоа што тоа доминира, затоа што и самата Библија вели само со доброто ќе го победиме злото, не ако бидеме пасивни наблюдувачи, не ако бидеме оттргнувачи, не ако бидеме критикувачи, ние само стануваме дел од злото, така, затоа што тој што молчи пред злото, тој е соучесник. Така? Веле, викај со својот глас, не воздржувај се. Крени го гласот како труба, укажи му на народот мој, на беззаконието негово, и на домот Јаковов гревовите негови. Значи, во казна за лажна светост, во Исаија 58 глава, првиот стих кажува за
за ова, баш што го зборевме сега. Значи, ние треба да викаме со сиот глас без разлика на тоа какво е општеството. Еве, ако погледнете во Америка, еве, мене ми се допадна таа идеја на целата таа приказна на Чарли Кирк, бидејќи сега дечкото го убија. Тој зборуваше за многу слабости во системот, иако јас не го поддржував од некои аспекти, затоа што он се прилагодуваше делумно на злото, бидејќи политичарите се едно огромно зло на современиот свет, а он беше прв придружник на Трамп, што јас воопшто не го поддржувам тоа, и некои други аспекти, меѓутоа тоа не значи дека целосно ќе го ставиме на црната листа. Значи мене ми се допаѓа затоа што тој зборуваше многу вистини, иако малку со отргнувањето од незнаење за некои насоки кои што ги тргна тој, веројатно затоа и Бог морал да го отргне од овој свет, затоа што Бог ги отргнува од оние луѓе кои што имаат големо влијание, ама народот го влечат кон погрешно учење. Мислам дека он малку ја сгрешил работата, но поентата е дека сакам да кажам дека тој се борел, тој дошол со своја мисија. Од уште од најмлада возраст он неговото здружение, организација го основал на 18 години. Значи тој внатрешен повик за реформација, за револуционерство го носел како идеја, и во Америка владее толкаво зло и толку лоши нешта се случуваат што едноставно не му дозволило и он бил еден обичен млад човек кој што имал порив за промени, меѓутоа имал и многу примери и реални животни предизвици кои што можеле да го спречат и да речат види во каква американска држава живееш, каде што едноставно не може да се скршат туку така нештата, но он тврдоглаво одел и направил навистина голем успех и навистина многу луѓе разбудил, и најмногу ми се допаѓа што он беше поборник односно евангелист, го ширеше евангелието, ја ширеше вистината од Библијата, и во тоа многу успешно успеал да поттикне многу млади луѓе па и постари луѓе да се вратат кон Библијата и кон вистината. И сето тоа, ако го водиме како, тоа не е лесен пат, верувајте ми, не е лесен. Знаејќи од мене, од моите животни искуства, тоа воопшто не е лесен пат, меѓутоа тоа не треба да биде обесхрабрувачки да го тргнеме. Затоа што Бог е на наша страна, ќе дојдеме и до тој момент. Ајде да прочитаме уште некој стих. Вели, раката на Господ не се скусила, та да не може да спасува, и увото негово не отврднало, та да не може да слуша. Но беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог, и гревовите ваши прават да го сокрива лицето свое од вас, за да не слуша. Зашто рацете ваши се осквернети со крв, прстите ваши со беззаконие. Никој не го крева гласот за правда, и никој не се застапува за вистина. Се надеваат на суетното и говорат лага. Зачнуваат зло, раѓаат беззаконие. Несат змиски јајца и ткаат пајажина, кој ќе ги зеда јајцата нивни умира. Ако пак ги скрши, отровна змија ќе исползи од нив. Пајажините нивни не ги бива за облека, нема да се покријат со изработката своја. Делата нивни се дела неправедни, а насилството е во рацете нивно. Нозете нивни трчаат кон зло, брзаат да пролеваат невина крв, мислите нивни се мисли нечесни, по патеките нивни опустошување и погибел. Тие не го знаат патот на мирот, и на патеките нивни нема правда, патиштата им се искривени, и никој кој оди по нив не знае за мир. Тука кажува за тоа дека, како што кажав и претходно, злото е многу раширено во самите општества, во секоја земја, верувајте ми, во секоја земја, и овде кажува за тоа што прават луѓето кои што му се наклониле и му служат. Јас пред некое време, кога бев во една ситуација, Бог ми даде сон како увид, и таму имаше во сонот буквално
како една сала, огромна сала, каде што буквално имаше многу луѓе, како некој огромен амфитеатар. Или не знам, така беше, ама затворен простор огромен со многу спратови, имаше многу луѓе. И јас од страна како наблюдувач гледав и си велам, леле, зашто се собрале толку многу луѓе на ова место? И кога се чу таму како од главна бина, излезе буквално вака глава од јарец во смисла на олицетворение на сатаната. И сите почнаа да слават. И мене тука сонот кој што ми го даде Бог беше увид дека генерално човештвото му служи на сатаната и несвесно, верувајте ми, несвесно се прилагодува на законите негови. Значи на она што ме разбирате, влегува во злото и игра во негова игра, несвесно, не знаејќи дека тоа е игра на самото зло. И затоа овој стих кажува токму за тоа, затоа што злото ткае пајажина, значи злото ги води тие луѓе кои што му се наклониле, кои што ја продале душата и кои што се тргнале од Бога. И тие несвесно, ете како практичен пример, ќе го направат животот во општеството скап, ќе рашират огромни бизниси, корпорации кои што ќе влечат млади луѓе да влегуваат во нив и така натаму. Но ова не треба нас да не обесхрабри, вели тука, ако непријателот надојде како река, духот на Господ ќе го истера. Зашто? Затоа што ние кога се бориме со светлината, за светлината, кога се бориме со тие нечести сили и носиме добро, нас Бог ќе не заштитува, ќе биде тука за нас, но не можеме да очекуваме дека тоа ќе биде еден мирен пат. Но секогаш треба да имаме вербата во Бога, бидејќи таа е коренот на храброста. Ако ја немаме вербата во Бога и ако не сме мудри пред луѓето, значи не застануваме храбро со став. Ја имам Библијата позади мене, ако имам знаењето позади мене, ќе застанам со став, со храброст и ќе се изборам за она што го мислам, затоа што веле темнина ќе ја покрие земјата и мрак народите, а над тебе ќе засветли Господ и славата негова ќе се јави над тебе. Крени ги очите, погледај наоколу, сите ти се собираат, идат кај тебе, јас ќе те направам вечна слава и радост од род во род. Ти ќе се наситуваш од млекото на народите и ќе се смукаш од царски гради и ќе познаеш дека јас Господ сум твој спасител и твој искупител. Вели, нема да заоѓа веќе твоето сонце, ниту твојата месечина ќе потемнува, зашто Господ ќе ти биде вечна светлина, ќе се свршат дните на твоето тагување и сиот народ твој ќе биде праведен, за секогаш ќе ја наследи земјата, фиданка од она што сум го посадил, дела на рацете мои за мое прославување. Затоа што во целиот овој процес и приказ на која што ние ќе ја одиме за Бог, ние го правиме за слава на Бога, затоа што тој е најглавниот лик во целата оваа приказна. Ние сме обични, минливи, земски битија кои што го доаѓаат и го напуштаат овој свет. И затоа вели твојот народ ќе биде, значи ќе ја наследи земјата. Зашто? Затоа што ние од еден човек може да произлезат, да се спасат многу луѓе. Многу луѓе да се спасат. И замислете ако јас сум една и можеби спасам десетина луѓе во оваа приказна, замислете ако тоа го направиме ние 100 луѓе, што би било и колку би било тоа моќно, кога не би премолчувале на светот и кога би застанале за таа храброст. Така што, ете како едно заокружување на ова видео, ќе кажам дека ние сме тие кои што мораме да почнеме да се бориме. Значи без разлика да тоа дали сме во средно училиште, факултет или имаме 20 години сигурна работа, нашата задача е да се спасиме себе си и полека да се бориме за спасот на другите. Не секој ќе се спаси. Некој е толку ниско свесен, замајан и слепо верува на општеството што едноставно се тоа ќе му се чини како преголема
некомфортна зона во која што не сака да стапне. И толку е уверен во лагите на злото, што нема шанси да успе да ја види вистината, која што, впрочем, доаѓа од Бога. И тука во посланието Тимотеј, во глава 4, Духот јасно зборува дека во последните времиња некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења, преку лицемерството на оние што зборуваат лага и имаат догорена совест. Тоа ни кажува дека луѓето кои што се со тие измамнички информации, луѓе, знаења, тие слепо ќе веруваат. Значи, не можеме да ги спасиме, треба да ги... Буквално човештвото ќе оди во една јасна поделба помеѓу оние кои што се со Бога и оние кои што се со злото. И треба да дојде до тоа, затоа што луѓето кои што се со злото ќе бидат буквално казнети. Казнети и ќе бидат изгорени, затоа што преку нас, добрите луѓе, кога ќе Бог ќе не воздигне, тој ние сме ти. Злото ќе дојде, односно луѓето кои што се со злото ќе ја добијат казната, луѓето со доброто ќе се воздигнат. Има уште еден стих во Библијата кој што вели: ничком ќе паднат гордите погледи и се што е високо ќе се понизи. Во смисла само добрите и луѓето со Бога ќе бидат воздигнати. И тука ќе се пројави Бога, впрочем, во сите тие искуства. Значи, оние кои што се казна, Бог сака сите да се спасат, меѓутоа некој нема да се спаси, тоа е факт. И Бог ќе се прослави преку нас, добрите луѓе кои што се бориме со Него, затоа што ние ќе бидеме воздигнати, ние ќе бидеме успешни, ние ќе бидеме кротки, добри, ќе зрачиме убаво, со убава енергија, со позитивни нешта, кои што дури најголемите грешници ќе сакаат, ќе се угледаат, односно ќе видат дека нешто не прават како што треба. Барем тоа треба да се случи. А некои нема да го видат, верувајте ми, нема да го видат тоа и ќе бидат казнети, но ние ќе дојдеме на престолот. И тоа е целата суштина помеѓу ова што се случува сега во светот и заради кое што ќе дојдат уште поголеми страдања, за да може Бог полека да се открива преку нас, добрите луѓе кои што му служиме, бидејќи само на тој начин може да, нели, доброто да го победи, а секогаш доброто ќе го победи злото, меѓутоа тоа е процес кој што трае многу долго време и тоа е траело до сега 2000 и повеќе години дека постои човекот, бидејќи борбата помеѓу доброто и злото е вечна. Само што се менува општеството, се менува стилот на живење, доаѓаат нова цивилизација, напредок и се менуваат, значи ако лани во минатиот век го немало интернетот, сега го имаме интернетот кој што е најголем потикнувач на ширењето на злото, дали преку медиум, дали преку некоја личност која што се пробила јавно со некои лажни информации, која што го залажува слухот на колективот и шири омраза или не знам, слични некои работи. И гледате, таков човек ќе го заследа 20-30 илјади луѓе и он е влијателен. Меѓутоа, за секој човек, поготово за таков човек, доаѓа казната. Значи, доаѓа казната и ќе биде спречен на некој начин и повторно ние, односно доброто, ќе го надвладее злото, затоа што тоа мора да се случи за да луѓето и оние што страдале многу бидат наградени, но и оние кои што можат барем малку да се излечат од тоа темно во кое што влегле, да имаат веќе поле луѓе, заедница во која што ќе можат да бидат спасени и извлечени и да си го поправат живот преку покаяние и преку живот во Библијата. Затоа што Библијата, иако е напишана пред 2000 години и повеќе, таму се пишува буквално она што се случува во секое општество. Значи, тука се пишува борбата помеѓу доброто и злото, кое што ние од информациите и приказните на овие луѓе во Библијата, впрочем, сваќаме каде лежи тоа зло. Значи, самото сознание, свеста која што ќе не разбуди за
и за карактерните слабости, и за луѓето кои што се на власт и така натаму, ќе не доближиш до вистината и ние практично тоа ќе го преточиме, ќе видиме, аха, па значи овде ако се случувало ова, денеска ова е тука и тука. Денеска е преку, не знам, ова и ова. Денеска е преку овој пример. И така натаму, и така натаму. Еве, за крај, ќе го дадам тој пример. Во Библијата јасно вели дека луѓето, колективот треба да им се починуваат на претпоставените власти, затоа што тие се од Бога. И сега некој ќе рече како да се овакво починувам кога гледате неморал, корупција, само за пари, добива 2.500 евра плата. Како да се прилагодам ја на тој човек? Па тој ти е даден затоа што ти го поддржуваш на некој начин злото во општеството. Дали работиш за некој бизнисмен, за некоја корпорација, слепо, не знам, поддржуваш бутици, брендови, поддржуваш огромно зло. И гледате, ти го дозволуваш, ти си купувач, значи поддржувач на некое зло во општеството и тебе ти доаѓа како казна соодветно таков управител на државата. За да си го добиеш она што го правиш, бидејќи се законот е причина и последица. Во Библијата јасно го кажува тоа. Има дел во Библијата каде што јасно кажува дека тоа што ќе го сееш, тоа и ќе го жнееш. И се дека колективот, како колектив, индивидуално, не се поправи во кај себе, во својата личност, во своето однесување и она што тој го живее како стил на живење и се одврзе од овој наметнат општествен живот кој што е направен да биде зло, значи да го шири злото, тогаш не можеме да видиме поинакви вредности, квалитети, значи поинаков живот во општеството и поинакви на крај водачи кои што нема да го имаат тоа здраво духовно учење и вредности во себе на една традиционална култура, на заштита на основните и семејни и општествени вредности, дека парите се минлива категорија и дека не треба да ни бидат приоритет. Ќе да стави на пиедестал верата. Па на крај црквата, ама нема да биде црквата да биде со приоритет за правење на пари. Ќе се направи се да биде бесплатно во името на Бога. Значи, ќе се изгуби тој материјален корен. Ама, се дека човекот не се освести, слепо верува и на функционери, и гласа, и живее како што живеел до сега и оди да гласа со очекување дека ќе донесе поинаков живот во Македонија, се лаже. Навистина се лаже, така што ете, ги охрабрувам сите оние луѓе да тргнат по вистината. Нека дадете си една година да ја проучите. Доволна една година да се проучи Библијата и да ви даде еден кураж да зачекурите во својата идеја и мисијата која што Бог ја наумил за вашиот живот во овој привремен земски живот, затоа што сите ние ќе си отидеме еден ден од тука и да си отидеме барам со некое позади себе, како да кажам, инспиративна приказна која што ќе инспирира и други луѓе да тргнат по вистината, да не се прилагодат едноставно. Затоа што тоа е најголемиот убиец на духот на човекот. Кога ќе се прилагодиш на светот, на световниот живот, а го запоставиш Бога, ти си ја убил живот, ти си ја убил душата во старт. Си ја уништил својата мисија на душата заради на сметка на тоа да се прилагодиш на светот. А тоа е најголемиот грев кој што си го правиме на себе си. Јас ви благодарам, ви посакувам убав викенд, а ние се гледаме во следното видео во кое што ќе збориме за тема за будење на свеста. Поздрав и секое добро!